Реформите во правосудството, проектите за примена на IT технологијата во институциите, како и процесот на евроинтеграциите се само дел од темите на кои државниот врв дискутираше на отворената седница во владата. Вице-премиерот задолжен за евроинтеграција Васко Наумовски се осврна на постигнатото досега за исполнувањето на критериумите за членство во Европската унија, особено во политичките и економските области. На 9 ноември ќе се објави извештајот, ние уште од после објавувањето на минатогодишниот извештај започнавме со активностите за елиминирање на сите забелешки кои што се најдава во тој извештај и секако продолживме со исполнување на сите критериуми кои што се дефинирани и во политичките критериуми, и во економските, како и во област на хармонизација на нашето законодавство. Во политичките критериуми пред се минатата година, а и во претходните извештаи имаше определени насоки за подобрување на состојбата во изборниот процес и препораките на ОПСЕ. Ние можам да кажем дека оваа година пред се Министерството за правда и останатите институции презедоа доста активности заедно со Министерството за внатрешни работи за да се пристапи кон едно целосно ревидирање на избирачкиот список и по неколку пилот општини таа активност е завршена. Се очекува да биде целосно финализирана до крајот на 2010 година и ако нема најави дека наскоро ќе има избори, добро е да го имаме ние овој избирачки список. Министерот за правда Михајло Маневски истакна дека повеќе закони чии текстови се утврдени се наоѓаат во собраниска процедура во второ читање. Дел од нив се измените и дополнувањата на законите за судови, за судски совет, судски буџет и законот за управни спорови. Целта на законите да се обезбедат темелни реформи што треба да значат на долгорочна основа обезбедување на самостојно и ефикасно судство и капацитет на носителите на функциите. Значи се гради систем на кариера во напредувањето на судовите, се уредуваат објективни мерила и критериуми за оцена на работата на судиите. Тоа се квантитативни и квалитативни критериуми по однос на бројот на решените предмети, но и квалитетот на решените предмети, укинати предмети, преиначени предмети, предмети по кои постапката застарела, дали е донесена одлука од страна на Европскиот суд за човекови права. Министерот за финансии Зоран Ставлевски пак информираше дека за 15 на дена се очекува да помине законското решение со кое депозитите на граѓаните до 30.000 евра во секоја банка ќе се гарантира 100%.